Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Сега е сезона на летни одмори. И она што најчесто го прашуваат родителите во ординациите на педиатрите е какви лекови да земат на одмор со деца. Дали е неопходно земање на пробиотици пред да се замина на летување? Што доколку детето дехидрира? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Митка Тренчева, педиатар. Доктор Тренчева, добре дојдовте во Добриот доктор. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на телевизија Сита. Пред да ни кажете на што е неопходно како лекови да се земе на одмор со деца, првото прашање ми било дали е потребно да се земаат пробиотици неколку дена пред да се замине на летен одмор со деца. Точно, потребно е, дури препорака е, бидејќи пробиотиците се живи микроорганизми кои што полно делуваат на воопшто освен на дигестивниот тракт за одржување на нормалната микрофлора и на имунитетот на детето, па затоа треба да се земат неколку дена, 3-4 дена пред, за време на целиот престој на одмор и после враќањето уште неколку дена, за да може детето подобро да го помине тој преод во нова средина, да нема некои тегоби. Што најчесто ве прашуваат родителите на вашите пациенти, што треба да носат во на мини аптека, што велиме ние кога ќе се замине на летен одмор со деца? Па прашуваат повеќе работи, најмногу се уствари родителите едва и чекат да одат на овој летен годишен одмор, а најмногу им се радуваат децата и треба посебено младите брачни парови да настојуваат да одат со своите деца на одмор, каде што заедно ќе се дружат и ќе им го направат летниот одмор незаборавен, бидејќи тој се памти. Децата тоа ќе го памтат, заедно да се дружат, бидејќи ретко во текот на годината имаат такви заеднички моменти. И сегаш тие прашуваат што треба да понесат. Прво треба да испланираат и каде треба да одат, нели? Оние брачни парови што имаат помали деца или бебиња, мислам дека не треба да за почеток, доколку не биле воопшто, да одат на далечни дестинации, да одат на пократни дестинации, каде што е оддалеченоста, да речеме сат и по 2 сата, бидејќи треба да се прават и паузи за време на патување со бебе, да го испитаат теренот кај ќе одат, да не одат во летувалишта каде што има многу галама, каде што се повеќе младите, каде што има кафичи, гласна ноќна музика, барови и така натаму, него во потивки места, фамилиарни места, да бидат повеќе под сенка, значи една пријатна околина. И треба да се реши што треба да изберат, бидејќи може да одат и на море, може да одат на езеро, мада поретко во летните денови и на планина. Сега што треба да земат во својата аптека, треба прво да видат какви се потребите на своето дете, односно доколку детето прима некоја хронична терапија, обавезно да не се тргне без таа. Потоа треба во својата рачна аптека да спакуваат од разни фластирчиња, стерилни гази, спреови за рана, масти за исипување или за убоди, па до сирупчиња за температура, тука спаѓа парацетамолот и ибупрофенот, за кои што родителите се добро обучени како се дават и како се дозираат, и антихистаминици исто така, и секако средствата за заштита од УВ зрачење, бидејќи УВ зрачењата АИБ се исто така штетни и тие многу може штетно да делуваат на самите млади деца, поготово на доенчињата. Препорачено е да не се изложуваат подолго на сонце, да седат бебињата цело време под сенка. Се препорачува да одат, да ги носат, да ги бањат и да ги сончат дечињата над 6 месеци возраст, меѓутоа одат и со 3-4 месечна возраст, симната е границата, меѓутоа со многу внимание, кратко изложување, 50 минути и малку да се брцне во солената вода или доколку детето поголемо или бебето плаче и не сека да оди, да не се настојува по секоја цена да се разладува детето. И секогаш облечени со бела памучна, комотна, широка облека, да си носат капчиња, научари и така натаму. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка.
Споменавте до какви дестинации додат со мали бебиња, меѓутоа сега имаме многу разни понуди до многу подалечни дестинации каде што и самата клима, меѓутоа и самиот вид на исхрана многу поразличен од нашиот, па дали овде можеби треба некои дополнителни мерки и на заштита, меѓутоа и на дополнителни средства кои што треба да ги носат со нив? Па треба да носете некои капки за носе поготово кога патуваат, ако патуваат и со авион, заради различита притисокот во авионите. Треба или да кој бебе да цица повише, да швакаат место да јадат, за да се отвори тубата, да не дојде до повреда на увото, ако е носето затнато или растечено, да се прочистува со тие солени капки. И секако тука ни се и пробиотиците кои што рековме на почетокот треба да се дават и да се носат со цел да не дојде до пореметување да дојде до таа патничка диареја, која што е честа, дури се смета дека од 30-70% кај луѓето ја доживуваат оваа патничка диареја, но повеќе децата, бидејќи и нивниот имун систем е многу понеразвиен отколку што кај возрастните, па затоа добро ќе им дојде од пробиотиците, а исто така е битно дека кога одат на други патувања, значи во други географски области, да речеме друга клима, да не воведуваат, ако се работи за бебе, нови продукти во исхраната, него стандардно тоа што си го јаде дотогаш да го јаде. Млекото секогаш, ако е на адаптирана формула, да биде свежо припремено, да не се остава да стои и така натаму. Така. Доктор Тренчева, што може да доведе до дехидрирање кај деца, бидејќи тоа е вообичаено барем во летниот период, иако може во текот на цела година, и што доколку тоа се случи за време на летен одмор? Може до дехидрирање да дојде пред се ако се изложи подолго време на високи температури, а не се пои во тој период детето, или ако детето е болно, качи температура, исто така може да настане дехидрирање, бидејќи тоа се поти, придавањето и средства за симнување на температура, или па ако има пролив, сите тие три компоненти може да доведат до поголем губиток на течност отколку што се внесува, особено ако тие моменти се пропратени со повраќање, значи не може да прима повеќе гупи, може да настане секако дехидрирање, кое што е побрзо настапува кај помалите деца и кај бебињата, отколку кај возрастните, и во тој случај родителите треба да внимаваат на тие состојби. Ако е диареја, значи треба да имаат повеќе од 3 течни столици и одма да почнат со рехидрирање, поготово првите 4-5 сата, исклучиво да го рехидрират, да одложат хранењето, додека кај бебињата треба тие постојано да цицат, бидејќи со тоа тие добиваат се, и рехидрирање, и храна од мајката, што му е неопходна во тој период, и да ги пратат знаците, дали бебето е активно или пасивно, плаче, стенка, дали пелените се суви или се полни, зацрвенето ли е или е нормална бојата на кожата, сите тие индиректни знаци ќе ни укажуваат дали веќе започнала дехидратација, која што ако е почетен стадиум и ако почне детето да пие, тие тоа и ќе успеат да го рехидрират, меѓутоа во услови кога има интензивно повраќање, значи не внесува течност, проследено и со една температура, детето е поспано, малаксано, веднаш треба да се јават на доктор. Така. Пред да продолжиме, имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Имам малце по-конкретно прашање за докторката. Имам 6-месечно бебенце, планираме патување, кое што, например, би траело со кола би патували, би траело околу 4 часа. Па прашањето ми е, пошто ми прво детенце, не знам, немам искуство, дали е препарачливо претходно да неколку дена пред тргнување на пат да примаме пробиотици, електролити, и дали е препарачливо и таму до кога ќе стигнеме да продолжиме со таа терапија. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. На почетокот може не фативте, зборевме за пробиотиците, меѓутоа еве сега ќе ви одговори доктор Тренчева, еве 6-месечно бебе. Точно, препорачено е да земате пробиотици 3-4 дена пред, за цело време на престојот колку што ќе останете, како и после неколку дена, после враќањето, со цел да се одржи таа нормална микрофлора во дигестивниот систем на бебенцето. Бидејќи ќе патувате, рековте, и 4 сата, пожелно е да направите 1 до 2
одмора додека патува бебето, да ви биде удобно сместено во автомобилот позади и да имате со себе, да бидете вие покрај него со цел да ја следите ситуацијата на бебенцето и со една добра атмосфера во автомобилот, да не биде ниту многу јака некоја клима да дува, ниту прегревање да има, и затоа се и потребни тие застанувања со цел да видите детето како се однесува. Така. Исто спомена нашата гледачка електролити, меѓутоа тие се електролитите се потребни во случај да почнува да губи повеќе течности, да речеме во услови на пролив, повраќање, покачена температура, да, тогаш треба да се дава, инаку ако е се нормално, детето има нормална столица, ако е бебе, веројатно е цица, се уште да си цица, не е потребно ништо додатно, освен од овој период што почнуваат додатоците на исхрана. Не знам дали почнале или ќе почнат, ако не почнале да не почнуваат сега, кога ќе се вратат, ќе почнат на другиот тип на исхрана, освен млечна. Така. Бидејќи зборувавме за дехидрирање, еве сега споменавте каква треба да биде климата, односно температурата во автомобил кога се патува со деца, не само за бебиња, меѓутоа и деца од година 2, 3, 4. Така. Колку самото затоплување, нели, па и чекање на граници, па и долгото патување исто така може да биде причина за дехидрирање, меѓутоа и колку е лошо кога е многу ладно во самиот автомобил. Точно, не треба да биде многу ладна температурата, да нема драстични промени од надворешната и внатрешната температура. Дури се смета дека тоа не може сигурно во патување да се направи, него кога седиме во простори кои што се поладни 20-22 степени, прво да се преиде во еден период на малку повисока температура, па потоа на сонце што ни е 38, 35 и 40. Па затоа кај бебево ќе си прават почести застанување, ќе отворат помалку прозор да се изедначи прегревање, обратно прегревање кога е па премногу топло? Прегревањето исто така уште полошо. Никош да не го оставате и бебето во затворен автомобил со подигнати прозорски стакла или да одите нешто на кратко да земете, навистина може да настане прегревање на бебето за кратко време. Така. Споменавте, доктор Тренчева, кои се нели симптоми на дехидрирање кај бебе и во случај кога би имало нели и пролив и повраќање, меѓутоа кај поголеми деца кои може да бидат симптомите на дехидрирање, доколку нели нема стомачен вирус, да нема пролив и повраќање. Имаат зацрвенета, топла кожа, сув јазик, обложен јазик и ќе бидат жедни, ќе барат повеќе течности да пијат, па и они помалку ќе одат во тоалет, не може да мократ онолку колку што е нормално, ќе бидат и жедни. И заради тоа тие и самите побаруваат течност. Поголемите деца сами барат, освен ако повраќаат па не можат да примат, во тој случај овие другите знаци се битни. Кожата исто така е сува, јазикот обложен, дури немаат солзи за плачење, меѓутоа веќе тоа е малце потежок степен на дехидрирање, односно се додека се свесни, не се залегнати и бараат течности, тоа не е опасно кога ќе залегнуваат и се успиваат, не можат да пијат или повраќаат, побарајте лекарска помош. Меѓутоа, дали само со вода или велите бараат течности да пијат, само водата може да го надополни тоа што е изгубено или се неопходни, како што спомена нашата гледачка, електролитите? Па бидејќи секојаш ова дехидрирање е пропратено и со потење, па некош и со пролив, значи се губат и електролити од организмот и затоа добро и тие да се надокнадат. Електролитните растови кои што многу ни стојат на располагање, токму тоа се го имаат заедно и во тој случај треба тие да се земат, да се пијат. Дехидратацијата е еден од симптомите нели и на цревните инфекции. Меѓутоа, што може да доведе до цревни инфекции кога сме на летен одмор и колку може да бидат тие сериозни? Па цревните инфекции, освен патничка, рековме диареја, односно диарејата, може да биде предизвикана од вируси, може да биде од бактерии и така натаму. Од вирусите, позната и како стомачен вирус, значи предизвикувач е вирус, кој што на директен или индиректен начин, тоа е фекоорална инфекција, кој што се пренесува од изворот преку устата во детскиот организам.
дали со неизбиени предмети, играчки, фаќаат дечињата еден од друг, пренесуваат родителите при менување на пелените, исто така ако неубаво, недоволно ги измијат рацете, па фаќаат предмет или го хранат детето. Значи се пренесува на тој начин вирус и во овие вирусни инфекции се најчесто пропратени со пролив, повраќање и со благо покачена температура, меѓутоа сите тие знаци не се изразени кај сите деца, кај поголемите може да помине со пролив, кај другите со повеќе со повраќање, кај помалите и со температура, од кои што најопасни се овие повраќања предизвикани од ротавирус, каде што има енормно течни воденести столици. За среќа кај нас сега се дава и вакцината на рота, и тој е опасен за првите 5 години овој вирус, бидејќи тие побрзо дехидрираат децата. Значи во тој случај број 1 се електролитите, рехидрирањето и по потреба, ако има и температура, симнување на температурата. За разлика од вирусните инфекции, односно стомачниот вирус, имаме и проливи, диареја предизвикана од расипана, да речеме, храна. Тоа се бактерии кои што се размножуваат во термички недобро обработена храна, меснати производи, јајца, труење со сладоледи и така натаму, во кои што веќе поготово салмонелата доминираат подрастични симптоми со високи температури, профузни повраќања и проливи, каде што треба да се докаже кој е причинителот, меѓутоа и кај едните и кај другите основно е рехидрирањето. Споменавме и температурата, нели, доколку има покачена температура додека се на летен одмор. Како треба да реагира во такви случаи, на колку време треба да се дава, нели, тој лекот за намалување на температура, дали е сируп или апче, и кога можеби треба да побараат на каде што се во местото на летен одмор лекарска помош? Значи, зависи од возраста на детето. Првите 2-3 месеца бебенце со температура најчесто треба да консултира доктор, поготово ако е таа над 38. Кај другите деца, кај помалите до година 38 со 5, 24 сата можеме да ги почекаме. Од над 38 со 5 всушност се почнува со давање на антипиретици. Од две групи имаме парацетамолска, кои што се дават од прилика на 6 часа, додека ибупрофенот на 8 часа. Меѓутоа, понекогаш, кога не може со едниот да се симне температурата, не се стигнале до периодот кога треба да се повтори дозата од истиот антипиретик, тогаш се уфрла како сендвич време терапија, другиот тип на антипиретик, ибупрофенот, значи барем да има 4 часа измеѓу едниот и другиот антипиретик, бидејќи нивниот метаболизам е по различити патишта, но никогаш заедно да не се дават и да се делува. И се гледа, освен што ќе симниме температурата, треба да следиме кои се општите симптоми. Може детето да е расположено, да јаде, да пие, додека после симнување на температурата да скока, да е весело, да си игра, тогаш нема место за загрижување, ќе почекаме ден, два. Или третиот, ако е се во ред, зависи од возраста, рековме, на детето, меѓутоа ако е пропратено и со други знаци, висока температура со профузно повраќање, висока температура, болка во уво, висока температура со некој осип, висока температура со тешкоти во дишењето, треба да се јават на доктор. Меѓутоа, доколку дете има такви симптоми, како што сега кажавте, треба да продолжи летниот одмор и да се бара лекарска помош или да си се вратат дома, бидејќи сепак очигледно е дека е неопходна овде медицинска помош. Па треба, меѓутоа сега во таа ситуација не може да патуваат ако детето толку е висока температура, прво ќе се обратат таму на лекар и ќе процени докторот каква е ситуацијата и потоа се јавуваат и кај матичниот доктор. Ние за тоа сме, често ни пишуваат, бараат помош, добро им доаѓаат и нашите совети, дали да патувам, дали да дојдам, да се враќам или да дојдам, се зависи од општата состојба и дали може да патува. Така. Доколку се работи нели за дете кое што нели сака во вода, сака и да плива и има има температура која ќе се намали, како што споменавте, е весело, јаде, дали тогаш препорачуваат, односно е дозволено да влезе во вода, дали е езеро или море се? Па може да влезе во вода, добро ќе му дојде како едно туширање, да речеме со млака вода ќе му дојде, меѓутоа да не се изложува на сонце.
После тоа да се избрише и да се повлече детето во сенка или во нормална просторија и да се следи ситуацијата. Да, може да се избања. Колку може да добие дете температура од доколку е повеќе изложено на сонце каде што се на одмор, односно не е заштитено соодветно со капчи или под чадор, колку самиот тој топлотен бран може да предизвика висока покачена температура? Па може да предизвика ако сме крај брегот на морето или езерото заради рефлексија на зраците, поготово на овие ултравиолетови, а и без зраци, може да биде уште повеќе да го грее, да речеме, сонцето, зраците да бидат штетни за кожата на детето, и ако се држи подолго бебе и 10 минути е доволно да го изложите на сонце, повеќе од 10 минути, за да може одма да се стопли и да се покачи температурата, исто така и малите деца. Значи, не долго седење на сонце, а поготово не во оној период и кога е најјако зрачењето, од 10 па до скоро 16 часот попладне, сето тоа да се избегнува, бидејќи кожата е орган кој ако се оштети, се прегре, се изгори, прво ќе има и покачена температурата на самата кожа, тие ќе бидат и топли, и зацрвенети, главоболка ќе имат, треба веднаш да се повлече во сенка, за да не се дозволи дури изгореници да настапат. Најчесто е прв степен со црвенило и зголемена температура, меѓутоа може да се јават и пликови, и во тој случај тие оштетувања на кожата во иднина може да бидат причина и за некои сериозни канцерогени промени на кожата. Колку така зголемена телесна температура од како што велиме од топлото може да помине веднаш, односно само со едно давање на антипиритик? Ако не е сериозна инфекција, може да помине, односно ако е само прегревање, велиме од сонцето, тогаш може ќе се повлече во нормална соба со нормална температура, ќе се истушира. Ако има јака главоболка и покачена повисока малку температура, ќе се даде и антипиретик, ќе одмара, ќе пие повеќе течности и најчесто за 24 сата тоа поминува. Ако е врзано со инфект, тогаш е друга ситуација, ќе се барат и пропратните знаци. Така. Споменавме на почетокот нели што треба да има во таа патна аптека. Колку е штетно, односно колку е погрешно што за не дај Боже многу родители ставаат или земаат со себе и антибиотик, и тоа не важи само и за деца, исто и за возрастните, да се пие антибиотик додека си на летен одмор. Да, ето е најголемиот можда проблем, се уште не можеме се справиме со тоа, повеќето веќе разбират, но само сакаат да го имат, а јас често им поставам прашање, знаете ли кога да го дадете? Ако го имате, што ќе правите кога ќе го дадете, одговорите се ќе видиме со доктор, со преглед, со консултации и така натаму. Меѓутоа сепак најдобро е да не се носи антибиотик и да не се пие, зашто може и кога се изложува на сонце да настане и некоја фотоалергиска реакција заради антибиотикот кој што се зема. А и да го наруши, да ги наруши цревата, да добие пролив, а исто така дали адекватно го дале, за која ситуација го дале. Значи температура не значи дека ќе се лекува со антибиотик, него температурата се лекува со антипиретици. Предпоставам дека тоа исто не само за поставена дијагноза. Тоа исто и за возрастни, односно не знаат кој може да биде контраефектот доколку веднаш потоа се замине на плажа. На одмор, точно така. Значи опасност има и од алергии заради пиење на антибиотици. Така. Што во случај, доктор Тринчева, кога имаме или не знаеме всушност колку може да биде алергично дете при убот на инсекти, кои што може да се случат за време на летен одмор, доколку нели настане некоја сериозна алергиска реакција? Па заборавивме и тоа да го спомнеме дека во патната торба треба да има и антихистамини во вид на сируп кај помалите деца, односно таблетки кај големите, или ако знаеме дека има историја на склоност кон алергија, обавезно тоа да се земе. И треба, зависи дали е касното од обичен комарец, пајак или па дури во морињата има и медузи. Па треба да се внимава, па дури ако кај море се тие поретки, меѓутоа кај шима треба и зеленило да не има и крвлежи, значи треба да се носат антихистаминик, односно претходно и да се земат средства кои што ги одбиваат репеленти да се намачкаат
и после уводот веднаш да се исчисти, да се прегледа делот каде што е касното, да се може и да се намачка со некој антихистаминик, препарат антихистаминик и да се чека, да се напие можда и антихистаминик, ако знаат родителите дека е склоно кон алергиска реакција, ако видат дека локалниот оток брзо напредува и да се следи тој саат и наредните часови каква е општа состојба. Ако приметат дека има настанува отоци, генерализирано. Да, прашам какви сериозни реакции може да настанат од вашето искуство, значи па и не морат само на летен одмор. Од локални реакции со отоци, дали ќе биде нога, кај што ќе биде рака, кај што е касна, до сериозни со потешкоти во дишењето, со едем на усната, со конфузност, тогаш тоа е многу сериозна работа, тогаш не се чека и се бара помош од доктор. Исто така она што се носи нели во таа патна торба за одмор се и капките дали за очи или за уво. Во кој случај треба тие да се користат? Тие треба да се користат, има капки што се дават за болка, капки што го намалуваат као притисокот во увото, кај очите исто така подобро би било за веќе и родителите се упатени прават разлика дали е инфекција или е нешто алергија за црвенети се од често и во базените кај што одат децата, треба да имаат и капки за очи, може би прва помош најдобро да се стават вештачки солзи, а потоа ако треба и антибиотски или антиалергиски капки. А кога уво боли, значи често може дете да се жали на болка во уво доколку се наполнило со вода или доколку гњурат во водата, може да влезе вода во уво. Дали тогаш е неопходно да се стават капки за уво или постојат други начини како може се до тоа да се надмине? Па сигурно тие што се склони кон овакви работи си ставаат треба кога детето гњури, тоа треба да биде заштитено, се стават тампончиња во увото за да може да се отстрани, за да не навлезе водата во увото, а после тоа треба да се истапка да види да ја отвара устата, да жвака, да се наведнува дали ќе може да истече, ако не ќе се стават после и капки. Така. Исто така постојат едни сериозни нели проблеми кои што претпоставам дека ретко се случуваат, меѓутоа токму тоа фрлање во вода може да доведе аспирирање на вода во самите бели дробови. Како да се однесуваат родители во вакви ситуации, како може да забележат кои се оние симптоми кои што може да укажат дека навистина се случило нешто такво? Па прво треба родителите да бидат тука секогаш до детето. Малите деца кои што сакаат да гњурат или да рипнат во водата треба да бидат во присуство на родител и да се процени дали тоа може во тој случај да направи таква ситуација, нели треба да има како капачиња да се затне носот и устата и после тоа да скока. Меѓутоа често се случува и да голтна вода. Во тој случај кои се знаците, тоа настанува како една драма на закашлување. Детето ќе има толку јако закашлување, кашлање, одземање на здив, што ќе се примети дека нешто му се случило, треба да се потапка, да се легне, за да може настрана да се истече ако има нешто вода, односно да се помогне после тоа да му се опозможни дишање на детето. Тоа најчесто тоа брзо поминува, освен ако не е поголема количина на вода, тогаш треба докторска помош. Да, велиме дека тоа се поретки ситуации, меѓутоа и тоа се случува. И исто така, она што го има во патната торба, како што споменавме се оние фластери, па можеби и завои, значи да се укаже прва помош доколку дојде до одредени посекотини од самите нели плажи. Па да, треба да се носи и средства за чистење на раната, да речеме јодни раствори како за дезинфекција и потоа треба да се преврзе, да се стави и антибиотски спреј, може ако е раничка. Така, пред да продолжиме имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден и убав ден. Ве молам поздрав до вас и до докторката. Ви благодарим. Повелете, ве слушаме. Ве молам дали може и докторката да ми појасни или да ми каже, се работи за 18 годишно момче кое што од средата имаме температура, ајде малце 2 дена чекаме, да речеме 18 годишно. Дали можете да ми дадете одговор, прашувам. А сега само не ве слушнав прашањето. Има температура од среда? Да, температура од средата. Час ја качуваме
Добро. Колку е температурата? Час се симнуваме, час се качуваме, чекавме 2-3 дена и викаме, нели, рис. Колку е висока температурата? 38-40. На лекар не бевте овие денови? Моли? Дали бевте на лекар овие денови? Еве сега баш тоа сакав да ви кажам. Појдовме на доктор после 3 дена. Добро. Ве слушаме, повелете. Да, со тоа што викаме да се избори сам организмом, може така дошло. Извадовме крв од вена, од све, ми дадоа лекарства, но меѓутоа и со тие лекарства, еве скоро овие 2 дена, час скачува, час симнува и омалак сам, многу омалак сам. Тоа е зборот. А што покажа крвната слика што му ја направија? Дали има бактериска или вирусна инфекција? Што ви кажа? Се уште не можам да дознам од мајката, еве денеска отидов и од прст да му зема. Така, повторно пак. Па, што ми е температура и доволно сте чекале, обично 3 дена. Да, така кажа на третиот момчето ден е биле. големо, 18 години, можело да почека, ако нема други тешки знаци, значи пропратни знаци, треба да видиме дали го боли прво нешто, дали кашла, мислам дека не рече такво нешто, дали има пролив, дали има повреќе, ако нема ништо не го боли, ниту грло, ниту овие други знаци што ги спомнав, можеби се работи вироза која што деновиве често ја имаме меѓу нашите пациенти и заради тоа е добро да се прегледа прво од матичниот доктор, добро сте отишле да се прегледа, ќе добие он првично ќе добие увид во состојбата на момчето и потоа се прават овие крвни анализи. Кај крвните анализи, ако е вирус, би требало да биде мирна крвната слика, освен можеби ЦРП ќе биде покачено, но се зависи сега што ќе најдеме. Да, меѓутоа веќе 5 дена кога трае. Точно треба сега да оди и сега можеби нешто ќе му дадат према наодот што ќе биде кај момчето. Најверојатно се работи за вироза, меѓутоа сепак матичниот доктор ќе го реши. Колку трае еве оваа вироза? Колку дена може да има температура? 5-6 дена, 4-5 дена, 5-6 дена, кај овие прави вирози имаме дури леукопенија, едно имавме денеска, со толку, не денеска, изминатата недела, со ниски леукоцити 1,8 веќе се симна, значи една вироза со сите други параметри во ред, само со ниски леукоцити, а добра општа состојба, малку малаксана, меѓутоа еве сега веќе се е добро, утринава се чувме дека завршила температурата. 4, 5, 6 дена зависи од кој типи на вирус. Инаку може и да се детектираат вирусите. Денешно време може, има тестови за докажување и на антигени и антитела од тие вируси и може потек на еден ден, работен ден, тоа да се докаже за кој тип се работи, за да може и така да се делува. Така да, еве денеска бидејќи ги прават повторна крвна слика, секако дека ќе покаже како што споминавте што кажува, бидејќи се приближуваме кон крајот на емисијата, доктор Тренчева. Кажавме нели што доколку качи температура, што доколку има цревна инфекција, што доколку го заболи уво, меѓутоа еве и како педијатар да кажеме колку е па и добро одењето на одмор, еве дали е море, дали е езеро за децата и за самиот нивни за јакнување на нивниот имунитет. Се разбира дека е добро за сите, е добро да одат на море, морската вода е добро ќе им делува на здравието и сончањето добро ќе дојде за витаминот Д, нели да се обнови во организмот, малку да се подружат со родителите и да ги наполнат батериите за следната сезона. И колку солената вода, еве бидејќи ги спомнавме и алергиите, помага кај деца кои што се склони на алергии, па и со синуси кои што често се со запнатост и со кашлица, колку самата морска вода е еден вид на природен лек за ваквите деца? Па добро ќе им делува, бидејќи и ние она што ставаме и препорачуваме, нели, кај еве синузит, кај чистење на носот е солена вода на некој начин, па затоа и ова добро ќе им делува кога влегуваат во вода и влегува и во нос, може малку од водата, ќе се искапат со солената вода, поготово овие што не се многу ладни
морења, да речеме, бидејќи се препорачува барем за помалите да е отприлика температурата на водата од околу 28 па и до 30 степени, поблагопријатно делува на здравјето. Така да знаеме значи што треба да имаме во нели таа патна аптека, меѓутоа и кои се бенефитите од одењето на летен одмор. Времето на денешната емисија ни помина. Доктор Тринчева, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостника, што е колку толку им кажавме на нашите гледачи, па и на родителите кои што се во дилема што треба да понесат на летен одмор со своите деца, еве да знаат што треба да има во таа патна аптека, доколку нели се најдат во ситуација да им треба нешто од тоа. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.